Денеска православната црква ги празнува светите 20.000 маченици во Никомидија и светата маченичка домна. Светите 20.000 маченици во Никомидија. Во времето на лошиот цар Максимијан Херкул, христијанската вера цутела во Никомидија и се зголемувала од ден на ден. Еднаш царот, задржувајќи се во тој град, дознал за големиот број на христијани и за напредувањето на христијанската црква, па се налутил многу и смислил план како сите да ги погуби. Тогаш се приближувал празникот Рождество Христово и царот, откако дознал дека сите христијани на тој празник се собираат во црквата, наредил на тој ден црквата да се опколи со војска и да се запали. Кога се собрале сите христијани во црквата, по полноќ и го започнале торжественото празнување, војниците ја опколиле црквата за да не пуштат никого надвор. Царскиот пратеник влегол во црквата и им ја објавил на христијаните царската заповед: веднаш или да принесат жртва на идолите, или сите ќе бидат изгорени. Тогаш архидјаконот јуначкиот Христов војник се разлутил со ревност божествена, па почнал да го храбри народот, подсетувајќи ги верниците на трите момчиња во Вавилонската печка. Погледнете, браќа, рекол тој, на жртвеникот на Господовиот олтар и разберете дека на него за нас се жртвувал Господ и нашиот Бог вистински. Па зарем ние да не ги положиме за него нашите души на ова свето место? Народот се воодушевил да умре за Христа и сите кои биле огласени се крстиле и се миропомазале. Војниците тогаш ја запалиле црквата од сите страни и христијаните, 20.000 на број, изгореле во пламенот, пеејќи ја славата Божја. 5 дена горела црквата и некаков чад се кревал од неа со опоен и прекрасен мирис и некаква чудна, златозарна светлина се покажувала на тоа место. Така славно завршиле многубројни луѓе, жени, девојки и деца, и примиле венец на вечна слава во Царството Христово. Пострадале и се прославиле во 302 година. Светата маченичка домна. Девица и жрец на скверните идоли на дворецот на царот Максимијан. Откако ги прочитала од некаде делата на светите апостоли, таа поверувала во Христа и се крстила заедно со евнухот Индис од епископот Кирил во Никомидија. Светиот Кирил ја упатил во женски манастир, на кој игуманија била блажената Агатија. Но кога царот почнал да ја бара, Агатија ја облекла во машки алишта и ја испратила во машки манастир. Во тоа време од царот Максимијан биле изгорени 20.000 христијани во црквата. Веднаш потоа по наредба на царот, светиот Индис, Горгони и Петар со камења на вратот биле фрлени во морето. Војводата Зинон, кој јавно го изобличил царот заради идолопоклонство, бил исечен. Светиот Теофил, ѓакон на епископот Антим, бил убиен со камења и со стрели. Игуманијата Агатија, монахињата Теофила и големците Доротеј, Мардони и Мигдони и Евтими, сите биле погубени заради Христа. Една ноќ одела домна по морскиот брег и видела рибари каде што фрлаат мрежа во морето. Таа во тоа време посебно тагувала по светиот Индис. Кога била повикана од рибарите да им помогне, таа им помогнала и со Божја промисла извлекле мрежа со 3 човечки тела.
Домна ги познала светиот Индис, Горгони и Петар, ги зела нивните тела и чесно ги погребала. Кога дознал царот дека некое момче ги чува и ги покадува гробовите на христијанските маченици, наредил да се исече. И светата Домна била фатена и сечена. И во небесното царство со останатите маченици со венец на славата била овенчана. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnu i mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravnenija serafim, bez istlenija Boga slova rošuju, suštuju Bogorodicu tja veličajem.